Добро, дозволете да ве поздравиме сите граѓани, пред се граѓаните на Велес. Денеска сме во Велес. Јас и дел од раководството на централата, заедно со општинското раководство. Ова е дел од агендите кои што минатата недела ги почнавме во западниот дел на Македонија. Целта е посета по цела наша земја во функција на периодот во кој што делуваме, заради сондирање на последните интереси, сугестии, критики, укажувања од граѓаните во еден севкупен амбиент да создадеме комплетна понуда на основа на платформата која што Социјалдемократскиот сојуз има. Програмата која што Социјалдемократскиот сојуз ја има изработено во целиот овој период, многу често зборувано за неа, е оформена на ниво на платформа. Целиот овој период, некаде до крајот на октомври, ќе имаме ваков вид на консултации со граѓаните по градовите и по населените места, но пред се и над се да бидеме блиску со луѓето, да разговараме за актуелната состојба, да се охрабриме едни со други, најважна е едината на нашата Македонија. Ваквите посети се од особено значење заради тоа што сите знаеме дека стравот кај граѓаните е доста присутен. Она кое што се случува долги години во Македонија, миграцијата, сиромаштијата, обесправеноста, опозицијата, меѓу другото, е должна да биде охрабрувачки фактор за сите во општеството, за да може да се воспостави еден баланс. Сите убедени дека конечно оваа власт ќе замине, но пред се и над се најважно што после тоа ќе се случува со нашата Македонија. Во тоа име апелираме на единство на граѓаните, без разлика на етничка, па дури и без разлика на политичка определба. Се работи за еднината на сегашните и идните генерации. Се надеваме во еден позитивен дух дека периодот кој што е пред нас, а завршува со 24 април со избори, пред се во форма на понуди, пред се во форма на блиско до граѓаните, ќе испорачеме една надеж, едно позитивно охрабрување кај граѓаните, кој што ќе ги најави крупните промени кои што ќе се случат во Македонија на 24 април. Дозволете вториот дел од изјавата да дадам информации за нашите согледувања, впечатоци за многу важна тема која што се случува деновите, а тоа е имплементацијата на договореното од 2 јуни, заклучно со протоколот од 15 јули, заради информираност на граѓаните да ги кажеме нашите ставови околу текот на разговорите. Драго ми е што можам да соопштам дека сме многу блиско до решение за ревидирањето на избирачкиот список. Најверојатно ќе се договори решение кое што ќе значи целосна нова регистрација и создавање на нов избирачки список со биометрискиот отисок, каде што последното е сугерирано, но не значи дека и финално тоа ќе остане, ќе се пристапи во посета на домовите на сите граѓани во одреден период, а ќе останат уште некои 2 месеци за дополнително и оние граѓани кои што не се најдени дома, за да може да се регистрираат, да бидат сите офатени во новиот избирачки список. Така создадениот нов избирачки список ќе биде јавно објавен, да можам и јас да видам во соседниот стан кои се тие 50 луѓе што живеат, за да има конечен коректив. Ваквата нова регистрација треба да создаде нов избирачки список, кредибилен и список кој што целата јавност ќе му верува како избирачки список. Пред наредни избори, пример 2017 имаме локални избори, ќе се апгрейд ќе му се направи или надогради дополнително со тоа што ќе се во него внесат сите што наполниле 18 години, некои што пропуштиле да се регистрираат претходниот пат и слично, така да ќе имаме избирачки список во кој што повеќе недоверба нема да негува никој. Во делот на изборното законодавство имаме одредени напредувања во разговорите, приближени се ставовите околу составот и надлежностите на ДИК. Од прилика се разговара за паритетни решенија кои што на крајот треба да гарантират комплетна компетентност и надлежност на ДИК врз избирачкиот процес, конечност во одлучувањето и конечност во контролата, вклучително и избирачкиот список. Составот се разгледуваат во моментот неколку варијанти, она што последно е разговарано да биде тројца од власта, тројца од опозицијата и тројца експерти, кои што апсолутно без нивниот глас, како експерти независни од политичките партии, не може да има независно и незаконско одлучување во делот на ДИК. Се разговара и за делот на жалбите, после ДИК кои што следуваат и слично. Одредени несогласувања и далеко сме од приближување на ставовите е во функција на гласањето на диаспората. Да бидеме на чисто. Социјалдемократскиот сојуз се залага диаспората да продолжи да гласа и да биде уште помотивирана да гласа. Со таквото гласање, таа мора да биде не лажови,
туку вистинско влијание на тековите на состојбите во својата матична земја, тоа е нашата Македонија. Но нема да дозволим повеќе со 440 гласа да се бират пратеници, кога прагот на изборот во Македонија е некаде повеќе од 8000 гласови по избор на пратеник. Затоа нашето решение е да кога ќе гласа диаспората мора да има одреден цензус кој што е 85% од просекот на гласовите за еден пратеник во Македонија. Ако е тоа 8000 гласови, тоа значи некој приближно 7000 гласа или 6500 гласа да има излезеност, тој што ќе добие најмногу гласови да биде избран. Власта не го прифаќа ова решение. Согласно тоа паѓаат различни сугестии. Во тоа име сакам да кажам јавно. Стигаат до нас, до работната група, до меѓународната заедница, укажувања од сите помали политички партии, од граѓанскиот сектор, а дел и од меѓународната заедница, сугерира да се промени изборните единици како важен моментум во гласањето во Република Македонија. Сугестијата е од сегашните 6 плюс 7, 8 и 9 како диаспората да поминеме на една изборна единица. Многу често големите политички партии се обвинуваат дека тоа за нив е неприфатливо, заради тоа што тие губат при една изборна единица за сметка на помалите етнички партии. Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата си во овие месеци наназад се бори за демократија, за слобода, за правда, за еднаквост, за подобрување на квалитетот на животот на сите граѓани. Во тоа име, денеска сакам да соопштам, не само што ќе ги поддржиме ваквите предлози за една изборна единица, туку ќе ги нотираме на работната група, да се разгледува предлогот Македонија да биде една изборна единица. Точно е СДСМ со своите очекувања да биде прворангирана партија на изборите, може ќе изгуби 2-3 пратенички мандати, второ рангираната губи 1-2 пратенички мандати, трета и четвртата, но добиваат граѓаните и Македонија. Добива демократијата, добиваме демократски парламент, од кој што зависи и демократското однесување на власта. На Македонија не и треба нов диктатор како Груевски. Кој да победи на наредни избори има да зависи од помалите партии, директно од што повеќе граѓани и што повеќе политички субјекти. Затоа во тоа име, без разлика, што тоа носи одредена штета на СДСМ и опозицијата. Во име на демократијата и демократизирање на институциите даваме поддршка на моделот Македонија да биде една изборна единица. На тој начин сугерираме и решение помеѓу нас и власта во делот на гласањето на диаспората. Така би се создали услови диаспората да си гласа, секако гласовите да се бројат дома. Ако нашиот сограѓанин е со матично живеалиште во Велес и гласа, да кажам, во Местре, во нашиот конзулат, таму ќе гласа, гласот ќе се брои за пратениците од Велес, односно за целата изборна единица. На тој начин директно ќе влијае врз состојбите врз Македонија и те како ќе има ваквото унисоно влијание од целиот свет што ќе дојде врз гласачите во државата, е во функција на демократизацијата на општеството и секако диаспората ќе биде значаен чинител во секојдневието на својата матична земја. Затоа мислам дека ако бидеме сите подготвени, секако ние сме само таму еден од 4 субјекти кои што преговараат, но се надевам дека во функција на поголема демократија во Македонија, демократизација на институциите, тоа ќе го поддржат и другите поголеми партии кои што учествуваат на преговорите. Повелете прашање доколку има. Специјалниот јавен обвинител не е дојден до фаза за кој што можеме да дадеме конкретни коментари. Она за кое што сите се договоривме да одиме чекор по чекор заради сериозноста на работата. Социјалдемократскиот сојуз има изготвено комплетно решение законско за специјалниот јавен обвинител со целосна автономност. Тоа решение денеска ќе биде проследено до меѓународната заедница и до останатите политички субјекти, на кое што се надевам дека уште утре ќе се дебатира по него, да се изнајде комплетно конечно решение. Законското решение мора да биде уставно, специјалниот обвинител мора да биде со целосна автономност, мора да има околу него заменици обвинители кои што ќе работат, стручни служби, техничка подготвеност, соодветна финансиска надокнада да не трпи притисок финансиски, обезбедување она кое што му е важно, односно секој лаик што подразбира по целосна автономија да биде таа овозможена. Апсолутно тој да одговара само пред граѓаните, преку парламентот, преку советот на обвинители или директно пред граѓаните, за да нема хиерархиска и субординацијска поставеност, значи да не одговара
директно пред Зврлевски или било което обвинителството, да биде целосна автономијата, за да може секако да постапи по предметите кои што се поврзани со прислушкувањето и што произлегуваат од самото прислушкување. Штом ќе се договориме за самото законско решение, веднаш се отвара можност да разговараме и за персоналните решенија. Несериозно е, според нас, да разговараме за ваква сериозна позиција во општеството, без вакви сериозни кандидати потенцијални да знаат по кој закон тие ќе постапуваат. Логичниот редослед е законското решение, а после тоа разговараме со самите кандидати, вредни, како независни луѓе, докажени експерти, кои што се стручни и доволно храбри, да ја зграбчат честа. Оти ова ќе биде голема историска чест. Оној кој што ќе одобие правото да го води ова специјално јавно обвинителство. Други прашања? Благодариме. Ќе прашаме, рано е веројатно со Велешани остварите ли Се бајле само по центарот на Велес. Што ви кажа Велешани? Што е оно што ви го сугерира? Што бараат они од еве од опозицијата или лидерот на опозицијата? На што се пожалија? Еве вака. Најголем дел од граѓаните велат, господине Заев, да издржите и да продолжите така. Мора во Македонија да се случат промените. Вториот дел од граѓаните кои што веќе им е јасно дека ова власт заминува, вели морате да испорачате понуда прецизна, конкретна за сите. Велес е срцето на Македонија. Еден од најсилните индикатори за економската упустошеност е Велес. Знаеме дека најмногу млади невработени има од Велес, најмногу фабрики кои што се затворени се тука од Велес и е еден од градовите кои што заслужува посебно внимание. Секако и останатите делови од Македонија, оној дел кој што го развија парите да ги вратиме назад кон граѓаните, е значителен дел од нашата понуда, разглобена во сите сегменти, без разлика дали е тоа здравството, образованието, економијата, квалитетните работни места, достоинственото работно место кое што мора да биде отворено. Наместо во споменици, наместо во сите овие реклами, медиуми, кражби, џепови, парите мора да се вратат назад кон граѓаните. Ние сме граѓанско насочена политичка организација, веруваме дека ако народот има пари, ќе не ја биде и државата. Таа е филозофијата на она за која што ќе дебатираме сите овие месеци до 24 април. Апсолутно сме свесни дека и на оние кои што им е веќе јасно, а тоа се огромно мнозинство од граѓаните, дека оваа власт ќе направи и ќе наврши 10 години во април од своето владење. Конечно ќе замине, но веднаш се отвара моментот што после тоа. Што да очекуваме? Која е понудата на опозицијата? Како тоа моето семејство ќе го почувствува како граѓани? Тоа го прашуваат граѓаните. Како ќе видиме дека тоа е добро за еднината на државата? Како ќе се поместат главните проблеми, како што е миграцијата на младите, невработеноста, пониженоста, уништеното достоинство? Генерално, тие решенија ќе ги испорачаме комплетно до граѓаните. Ве повикувам да не следите во периодот што предстои, да отварате дебата, да не прашувате и најнезгодни прашања, за да може да ги доловиме сите одговори кои што се важни за граѓаните. Ви благодарам.